Непосредно по завршувањето на локалните избори, забележан е така наречен постизборен синдром кај многу наши граѓани од различна политичка провиниенција. Нашиот Кузман разговараше со докторот психотерапевт Јордан Хаджибогатинов Десков Петровски Миланов за овој синдром. Професор Јоци, кажете ми што е тоа постизборен синдром и како да го препознаеме? Само да напоменам дека јас сум овде не по месец. Јас сум иначе физиотерапеут, овде сум заменски кај мој колега психотерапеут кој што има обавези на друга телевизија, меѓутоа траума си е траума. Тоа сакав да ве прашам за траума. Да. Физичка траума настанува како последица на контакт со тело, додека психичка траума на друго тело, со гласачко тело. Ево да речеме симптоми на постизборна траума се страшна нервоза кај граѓанство, они се јавува нагон на повраќање, дули се јавува и осип при контакт на билборд или на некоја друга платена политичка програма. Еве да речеме баш еден пациент некни ми се жалеше дека имал црвенило, му се изгубило црвенило и помодрело тоа. На кожата? На партиска книшка, вие не ме пратите изгледа. А кај директните учесници на изборите? Па, кај директните учесници, тој синдром е така наречен Павлов рефлекс и углавном се јавува кај овие што имале победа во повеќе мандати, кои што пошле долго време изгубиле, да речеме. Они продолжуваат да идат на исто работно место, даваат задачи за кои што воопшто не се веќе компетентни. Се јавува една параноја кај нив. Они мислат дека некој ги прислушкува, дека некој ги следи, они сонуваат навечер возови. Какви возови? Па углавном бугарски. Еве баш еден пациент кој што од суеверие касни, он има рецимо една параноја дека овие новите би го правеле тоа истото што он го правел во неговиот мандат. Дали ме разбирате? Да. Додека новите овие сега што се на власт или нови политички елити овие што ги викаат, таму има една тотална дезориентираност. Они се плашат од социјализација, поима немаат од одредување на приоритети, имаат покачен холестерол, имаат покачен алкохол во крвта, има една амнестија, една заборавеност, кај потешките случаи они забораваат што ветиле пред месец дена и така натаму, и постои еден страв за столица. Тврда им е столицата или мека? Па климава, би рекол. Дали можам и јас да дојдам на неколку сеанси кај вас? Секако, вие би били извонреден пациент кај мене. Така, денес дали може? Не, денеска ќе закажете кај секретарка, јас денеска имам друг пациент, го баш касни секој момент, го очекувам и така. Ви благодарам, професор Јоци. Да ви го подарам. Студио?